дојдовте во студио. Гостин Методија Трајановски, доктор на медицински науки со специјалност јавно здравство и социјална медицина. Вработен во Министерството за здравство. Добро дојдовте. Добре најдов. Трајановски, како ги оценувате реформите во здравството кои што се случуваат последната година? Тука ни е работата по учинок, беше воведен на проектот електронска здравствена картичка, проектот Мој термин, доста се реновира, се работи, нели еве на одредени болници, клиники се реновираат, се коригираат цените на лековите. Еве од ваш аспект, што всушност се работи во здравството? Јас можам да ви кажам дека тоа е вака моје мислење експертско, дека реформите здравствени во Република Македонија најмалку во својата нишка ја содржат здравствената политика. Значи реформите не се состојат само од купување на опрема или градење или опремата заборавивте, реновирање на објекти. Министерството за здравство ниту е така речено шопинг агенција, ниту пак најмалку градежно предпријатие. Треба да гради, меѓутоа тоа е државните институции се во состав на државата, така и Министерството. Но главната задача на Министерството за здравство е да е креатор на националната здравствена политика. Сите други здравствени субјекти и чинители во здравствениот систем се само извршители на истата политика. Закажувањето на здравствените прегледи или така наречен популарно кажам мој термин не е ништо друго освен закажување на преглед како и досега, меѓутоа по електронски пат. И тоа денес како да кажам, значи секој здравствен систем во светот е срамота да го нема таков здравствен електронски систем, затоа што знаете денес све е електронско е, компјутери, интернет, Facebook и така натаму. Сакате да ми кажете дека тоа не е некое големо достигнување? Не, тоа не е никако голем чекор за човештвото, тоа е нормална работа во денешно време. Како што за некогаш порано било нешто друго, сега во денешно време е нормална работа по електронски пат да се закажуваат здравствени прегледи преку матичниот лекар, како што електронски се закажуваат и многу други работи. Добро, ама беше најавувано на големо, се сечеа ленти, нели се промовира доста терминот како многу успешен. Значи, мене ми се чини дека добро ќе беше ако истиот проект почнеше како пилот за да се види како некои одредени пилот болници или пилот градови ќе се справат со тој електронски здравствен систем, затоа што знаете, вие одите сега на лекар со електронскава картичка и со книжкава. Во електронскава картичка нема никакви податоци, нема име и презиме и никакви податоци за тоа која крвна група сте, на што сте алергични, кои болести сте ги прележале, од што сте вакцинирани и така натаму. Електронската здравствена картичка изгуби функцијата која што беше претходно, нели, со стратегија. Вака, електронската здравствена картичка покажува само идентификација, го идентификува човекот кој што ја носи, кој што е на негово име. Меѓутоа, системот интегриран ИЗИС, здравствен информатички систем интегриран, кој што требаше да профункционира, во него внатре, кога вие ќе се поврзете, самата идентификација од здравствената ваша картичка ги повлекува податоците од електронскиот картон кој што е ваш или картон поранешен кој што го чувал матичниот доктор и во него пишува се кога сте се разболеле, од што сте вакцинирани, каква терапија ви издадена, од што сте алергични и така и натаму и така натаму. Во случајот за тотално функционирање на тој систем не е возможно.
Во тек се околу 400 нови вработувања кои што ги најави министерот Тодоров. Веќе се шпекулира дека голем дел од тие вработувања се партиски, дека се местат тестовите, наводно дека се веќе пробиени тестовите. Видете, вработувањето во моментот во наша... Дали секој ќе си го најде вистинското место, има млади луѓе кои што имаат голем просек, кои што се амбициозни и сакаат да се вработат. Дали ова се реални вработувања во здравството? Значи, ја би ви кажал точно и прецизно дека би можел некој, не секој, да го најде своето место кој што го заслужува, меѓутоа тоа е исклучок во нашава ситуација, а не е правило. А би требало да е правило, а исклучоци да можат чат пат да се вработуваат татко, мајка, брат, сестра, другар, пријател, кум и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, фамилиарните и пријателските врски доминираат во вработувањето во сите сектори во Република Македонија. После е партиското и после се друго натака. Значи, дури ни партиската определеност, ако не е покриена со добро другарство или пријателство или фамилиарни односи, или можеби, да не речам, пари или финансиски некакви, не знам, паѓа во втор план, сакам да ви кажам, за партиската определеност. Вие сте вработен во Министерството за здравство. На кое работно место? Јас сум вработен во Министерството за здравство веќе 7 години на работно место помлад соработник. Моментално во секторот за евроинтеграција, инаку претходно сум бил и во сектор за примарна, и во сектор за превентива, и во сектор за општи работи. Ме префрлале како што преку агенции кога сум бил за привремено вработување вработен. Значи 7 години работам како помлад соработник. Место во јавната администрација кое што е најниско место каде што може човек со факултет да се вработи. Значи со високо образование најниското место е помлад соработник. А вие сте доктор на науки. Член сте на владеачката партија ВМРО ДПМН, ја чувате ли уште партиската книжка? Да, ја чувам повеќе од 20 години. Не само што сум член на партијата, него сум бил и член на Централната комисија за здравство на ВМРО ДПМН, додека последната гарнитура во Министерството за здравство не се смени. Од изборите една година комисијата не работеше, потоа комисијата се ревидира и на неја застана начело сегашниот министер за здравство. Ќе чувате и понатаму со оглед на сето ова што го слушам од вас. Бидејќи во понатамошниот разговор ќе видиме и зошто. Да, па ќе ја чувам, видите, надежта последно умира. Јас ако сум сакал како странски студент, што сум студирал во странство, сум можел досега од кога сум завршил да работам и да бидам професор таму. Меѓутоа, нели сите се бориме за ова наша држава, да може да исправиме на прав пат, да вистинските луѓе се вработат на вистинските места и да можат вистински да помогнат со својата специјалност и експертиза во полето во кој што учеле и во полето во кој што работат. Докториравте во вашата област, во Бугарија, и се обидувате вашето знаење да го имплементирате во Министерството за здравство, во реформите, да помогнете, но очигледно во Министерството за здравство немаат слух за тоа и не ве прифаќаат. Во што е проблемот? Имаше и еден конкурс, може ли да ја слушнеме вашата страна? Па, точно, имаше конкурс. Зошто на Министерството не им требаат вашите совети, вашето знаење? Имаше и обиди и пред конкурсот. Видете, тоа не би можел да ви кажам зашто моето мислење... Некои приватни релации со министерот, зашто не ве сака или... Не. Зашто вашите сопартијци? Министерот
да ви кажам честно, од претходно не го познавам, затоа што не бил и не е образован во мојата област. Тоа не е Но не ве сакам начин. во својот тим, очигледно. Видите, министерот дојде со свој тим од Министерството за образование. Целиот тим го донесе таму, како што и претходно го донесол од кај што бил директор во катастар. Тој верува во својот тим. Едно од моментот додека не се распиша конкурс и вие се обидовте да влезете на кое место? Вака, значи министерот верува во својот тим и би требало да верува и на друго, и на трето, и на пето место да го распределат, меѓутоа ако се работи за една иста област. А од тука се работи за области кои што се Специфични. драстично различни, плюс што здравството е најспецифично од сите. Конкурсот беше распишан уште во јануари оваа година, За работно место? 2013, за работно место државен советник за здравствена политика и здравствен менеджмент во Министерството за здравство. Меѓу другите, четворица имаше кандидати што конкурираа на конкурсот. Бевме јас и претходниот и сегашниот шеф на кабинетот на еден од шефовите на кабинетот на министерот за здравство, Ангел Митевски, кој што има завршено факултет за филозофски факултет, одсек историја со архивистика. Видите, ја не верувам, тоест не се сомневам дека намерите на министерот или на неговиот кабинет се злонамерни. Тие се добронамерни, меѓутоа, ако вие сакате да успеате во некоја област и нешто да направите, треба да ги знаете базичните работи во областа. Знаете, вие сега почнувате да правите зграда. Јас сум архитект, а вие ме вработувате како обичен мајстор да меша малтер. А мајсторот што меша малтер го вработувате да биде архитект. Или тој што треба да направи да посади цвеќи околу зградата, тој да е архитектот главен на зградата. И како таа зграда ќе се изгради? На конкурсот доби? На конкурсот доби Ангел Митевски после наместеното интервју кој што беше во Министерството за здравство. Инаку, претходно, Агенцијата за администрација, кога ќе полагате испит и го положите, тие што го положиле прави класификација и најдобрите 5 кандидати, пошто некогаш може да се јават и 20 и 30 за некое место. Најдобрите 5 ги праќа во Министерството за здравство на интервју во комисија определена од министерот. И таму на комисијата се прават најголемите малверзации, затоа што најмногу од бодовите тука може да ви скратат или да ви ги додадат. Значи, вие дали сте освоиле максимум бодови на испитот, дали имате просек 10-0, дали сте во точно значи екзактно во областа во која што се бара вработувањето, дали претходно сте работеле 20 години во истата област, дали имате и магистратура плюс, дали имате плюс и докторат, дали имате курсеви, на семинари сте биле. Тоа ништо не важи. Значи, комисијата внатрешна, која што го спроведува ова интервју, одлучува, да. Кандидатот кажа ова, она не е задоволителен. Го тужите Министерството и Агенцијата за администрација. Да. Сериозен сте во својата намера, верувате ли дека ќе го добиете судскиот спор? Па ја верувам во институциите на системот, затоа што овој случај е многу очигледен, независно од образованието на кандидатот, кој што тотално не соодветствува со реалното поборување, да. Значи, тој ги нема и двата специјални основни услови кои што се бараат во конкурсот. А тие се 6 години работно искуство во струката,
Значи се мисли во здравствената струка. Конкурсот беше распишан во јануари 2013, а министерот со неговиот кабинет дојде во 2011 во август месец. Значи година и пол. А вториот услов е во продолжение, од кои 2 години во државна служба. Значи ни првиот ни вториот специјален услов не го исполнува кандидатот. Специјални услови, а другите услови кои што се за образование за нив да не говориме. Не се плашите да не го изгубите и ова работно место? А што можам повеќе од ова да изгубам? Јас сум фактички волонтер. Јас земам помалку од просечната плата во Република Македонија. Добро, ајде да се вратиме пак на почетокот, како ја оценувате целокупната политика во здравството? Значи политиката во здравството не можам поинаку да ја оценам отколку да кажам дека тоест да прашам кој ги усмислува, води и реализира овие здравствени да кажам така наречени непромислени реформи во здравството. Земјоделци ли се, шумари ли се, правници, економисти, историчари, физичари, вонземјани ли се, не знам што се. Но не се само тие кои што треба да водат здравствената политика. Тоест тие кои што се образовале стручно, работеле, истражувале, донесувале заклучоци, правеле стратегии, правеле акциони планови, некои од нив и ги предавале тие своји работи и други од областа на разни факултети. И може да помогнат стручно со својата може, стручност. може, нормално, да, може. Благодарам на разговорот. Фала.